Најави за денешните настани. Охрид слави 79 години од ослободувањето. По повод празникот 7 ноември, фотоклубот Охрид создаде трајна вредност преку колекција од фотографии. Ангажиран експерт за фидик договори, од чија анализа ќе се носи одлука за автопатот Кичево-Охрид. Стружани и револтирани поради лошиот квалитет на водата за пиење при секој дожд. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Денес во Охрид, по свежото утро, во текот на денот имавме претежно сончево време со појава на локална облачност, со максимална дневна температура од 17 степени Целзиусови. Во среда, во западна, северозападна и северна Европа, под влијание на циклонска активност, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Врнежи од дожд се очекуваат и во југоисточните предели, како и на југ од Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Во останатите предели од Европа претежно стабилно време со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во централните, јужните и источните предели ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат од 11 до 21 степен. Во Македонија во среда, во утринските и предпладневните часови умерено облачно време со сончеви периоди и потопло со пораст на минималните температури. Во текот на денот, продорна нестабилна воздушна маса од северозапад, која што ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд. Локално се очекуваат да наврнат и до 20 литри дожд. Над 2000 метри надморска висина се очекуваат врнежи од снег. Ќе дува до умерен југозападен и југоисточен ветер, а во попладневните часови ќе дува до умерен северозападен ветер кој што ќе достигне брзини до 20 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 4 до 13 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 10 до 21 степен. Во Охрид во среда, во утринските часови ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во текот на денот, умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Локално се очекуваат да наврнат и до 15 литри дожд. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 16 степени. Во Охрид во четврток ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и максимални 15 степени. Во петок умерено облачно време со сончеви периоди, а попладне нестабилно време со услови за слаб локален дожд. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 15. Во сабота умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата
е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оровник. Вршиме прегледи и испитувања на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории. Изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг село Оровник. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид го празнува 7 ноември, денот на ослободувањето. Ако идеалот на нашите илинденци и партизани беше национална слобода, денес слободата во Македонија треба да се освојува во секој сегмент од живењето и работењето за секој граѓанин, кажа на централната свеченост градоначалникот Кирил Пецаков. Без почит кон минатото, ниту има просперитет на сегашност, ниту ќе има подобра иднина, кажа во своето обраќање пред присутните председателот на Општинската организација на Сојузот на борци од Охрид и Дебарца и граѓани продолжувачи Гоце Георгиевски. Охрид празнува 79 години од ослободувањето од фашистичкиот окупатор. Низ историјата, Охрид и охриѓани секогаш знаеле да ги препознаат вистинските вредности и да застанат на страната на човеколюбието, правдата и слободата. Благословот да живееме во слобода ни го подарија најхрабрите и најдобрите македонски синови и ќерки, учесници во големата народно-ослободителна борба, истакна во своето обраќање на денешната централна свеченост по повод празникот градоначалникот Кирил Пецаков. Денес, 79 години потоа, жртвата на нашите херои не обврзува да ја сочуваме и избогатуваме слободата со нови содржини кои ги наметнува современијето. Ако идеалот на нашите илинденци и партизани беше национална слобода, денес слободата во Македонија треба да се освојува во секој сегмент од живењето и работењето за секој граѓанин. Верувам дека ние како генерација успешно се справуваме со овој предизвик, а со тоа се ставаме на страната на демократските и просперитетните државни заедници. Исто така, уверен сум дека како локална власт ги правиме најдобрите чекори за развој на Охрид и негово уште потврсто етаблирање на мапата на најпрепознатливите светски дестинации. Без почит кон минатото, нема ниту просперитет на сегашност, ниту ќе има подобра иднина, кажа во своето обраќање пред присутните председателот на Општинската организација на Сојуз на борци од Охрид и Дебарца Гоце Георгиевски. Тој даде краток осврт на тоа како беше ослободен градот во 1944 година. Во тоа ноемвриско утро пред зората единиците млади борци, некои од нив во првиот цуд на младоста, ги зазедоа позициите и започнаа со нападот врз побројните непријателски сили вооружени со тешко оружје и тенкови. Тешка и неравноправна борба се водела на приодите во градот, во центарот, по улиците, околу гимназијата, на пристаништето на Калето, до конечно повлекување на непријателот. 40 млади партизани, меѓу кои 17 годишната Јасна Ристеска, ги положија своите млади животи врз олтарот на слободата и со своето херојско дело чуваат будна стража врз слободен Охрид, кажа меѓу другото Георгиевски. И денес, во спомен на погинатите и починатите, положење свежо свече во спомен паркот на револуцијата, во алејата на непобедените, каде на плоча од централната фигура е запишана.
сутот на една младост кој растеше и живееше со нас, кој се радуваше и тагуваше со нас, падна за оно што му ставеше слободата на својот народ. Со својата храброст и одлучност, борците во антифашистичката борба ни го покажаа патот кон слобода, еднаквост и напредок. На овој ден, меѓутоа и секој друг ден, подаваме почит на нивната пожртвуваност и борбеност, на нивната истрајност и визија. Свеченоста по повод ослободувањето на Охрид беше збогатена со културно-уметничка програма во која со рецитали за Охрид настапија ученици од Охридската гимназија, како и градскиот мешан хор Вокс Лихнидос под диригентската палка на маестро Бурим Хидри. Положено свежо цвеќе пред спомен обележијата на борците од Народно-ослободителната борба. Делегација на општина Охрид, предводена од градоначалникот Кирил Пецаков по повод 7 ноември, денот на ослободувањето на Охрид, денеска положи свежо цвеќе пред спомен обележијата на борците во спомен паркот на Револуцијата. Делегација од општина Охрид, од Сојузот на борци и останати представници на политичкиот и јавниот живот од градов положија свежо цвеќе и пред спомен обележието на Јасна Ристеска во село Рамне, каде се одржа панихида. Свежо цвеќе беше положено и пред спомен обележијата од Народно-ослободителната борба кај градските гробишта, градскиот парк, основниот суд и во дворот на Средното училиште Свети Кирил и Методиј. Јавното предпријатие Охридски комуналец денес го одбележа својот патронен празник 7 ноември. Во рамки на одбележувањето беа доделени награди и признанија на вработени во предпријатието. Јавното предпријатие Охридски комуналец денес го одбележа својот патронен празник 7 ноември. На присутните им се обрати директорот Сашо Најдески, кој во своето обраќање истакна: Јавното предпријатие Охридски комуналец Охрид има задача да обезбеди чист и уреден град и да се грижи за заштитата на животната средина. Преку меѓусебна доверба, јасна и отворена комуникација и транспарентност, градиме однос со граѓаните и правните субјекти, а нивното задоволство и исполнување на нивните потреби за здрава и чиста околина представува успех во нашето работење. Како благодарност за континуиран допринос и непрекинат работен стаж за 30, 20 и 10 години во предпријатието, на 6 вработени во предпријатието им беа доделени награди. Исто така беа доделени благодарници на тројца вработени по повод пензионирање и една благодарница на вработениот Селман Кадри за своето посветено и професионално работење во одржувањето и уредувањето на градските паркови и зеленило, информираат од јавното предпријатие Охридски комуналец. Изложба на фотографии од членовите на Фотоклуб Охрид во чест на празникот 7 ноември беше поставена денеска во Младински центар Охрид. Станува збор за извонредна колекција на дела на охридските фотографи со која се создаваат трајни вредности. Фотографиите со мотиви од Охрид ќе останат во сопственост на општината. Чествувањето на денот на ослободувањето на Охрид збогатено со изложба на фотографии на членовите на Фотоклуб Охрид. Колекцијата е изработена во рамки на проектот Охрид низ фотографии, реализиран со соработка на општина Охрид со фотоклубот, со која се создадоа трајни вредности. На фотографиите се прикажани сите убавини на градот во секое годишно време. Сите случајни средби и разделби, играта на езерските бранови, летот на Охридскиот галеб, светлоста на црквите и манастирите, богатото природно и културно наследство на Охрид, уловени низ објективот од будното око на охридските фотографи. Фотоклуб Охрид оваа година слави јубилеј 25 години постоење и плодна работа. Во сиве овие години Фотоклубот Охрид имаше извонредна соработка со локалната самоуправа со општина Охрид и реализираше доста проекти со кои вршиме промоција на самиот град, пошто знаеме дека во времето на интернетот фотографијата игра голема улога во промовирањето на градот. Соработката меѓу општината и фотоклубот ќе продолжи бидејќи она што го работите представува гордост за Охрид, кажа градоначалникот Кирил Пецаков, честитајќи го јубилеот на клубот на охридските фотографии. 25 години е многу време кое што сте го посветиле
зошто сакам да кажам многу време, тоа е од суштинско значење за општина Охрид, затоа што ни сиве овие 25 години. И вие како членови, а и фотографиите кои што сте ги направили, го промовираат Охрид во едно вистинско светло. Затоа ви упатувам една огромна благодарност. Колекцијата фотографии изработени во рамки на оваа соработка ќе остане во трајна сопственост на општина Охрид. Повторно водата во градскиот водовод во Струга и Струшко е забранета за пиење. Стружани револтирани, неисправната вода е децениски проблем, зашто граѓаните повеќе пати организираа и протести. Забранета за пиење водата од градскиот водовод во Струга и Струшко. Анализите на Центарот за јавно здравје покажаа нарушување на квалитетот на водата, присуство на поголема матност од дозволената, со што таа не е здравствено безбедна за конзумирање. Стружани револтирани велат со децени и после секои врнежи се соочуваат со овој проблем, плаќаат сметки, а принудени се да купуваат вода. Тоа веќе премногу често се случува, така да на вистина сите сме многу загрижени. Не е вред водата е тотално неисправна, а и после тие инциденти се хлорира од повеќе него што треба, така да апсолутно не е здрава за конзумирање. Иначе кога врни дожд, нормално дека е загадено. Кога ќе врни дожд, штом прекини дождот се сталожи талогот и добра е водата. Позанимават стручните служби и ќе го решат проблемот. Без да се занимават нема решение. Но и покрај забраната, голем број граѓани денеска во Струга пиеа вода од градските чешми, бидејќи никаде немаше информација дека е небезбедна за пиење. Немам забележено. Не ми е познато, затоа што филтер имаме дома. Заради вакви ситуации имаме филтер, мислам. Неисправната вода во јавниот водовод во Струга и Струшко е децениски проблем, зашто во минатото граѓаните организираа и протести. Од јавното предпријатие Водовод со години вината ја лоцираат во неколкуте мини хидроцентрали кај Горна Билица, од каде што велат се загадуваат изворите во шум. Од Центарот за јавно здравје Охрид информираат дека денес состојбата со квалитетот на водата за пиење од градската водоводна мрежа во Струга во однос на параметарот матност постепено се нормализира. Денешните првични физичко-хемиски анализи покажуваат вредности кои се во границите на законски дозволените, односно пропишаните. Во тек и микробиолошката анализа на земените примероци на вода, пошто конечните резултати од комплетната физичко-хемиска и микробиолошка анализа ќе бидат испратени до соодветните надлежни инспекциски органи за натамошно постапување, информираат од Центарот за јавно здравје Охрид. Ангажиран експерт за ФИДИК договори од чија анализа ќе се носи одлука за автопатот Кичево-Охрид. Дополнително, поради нови свлечишта на трасата, ќе се ангажираат меѓународни експерти, кои ќе дадат предлог проектански решенија и мислење за целокупниот проект, велат од Министерството за транспорт и врски. Во тек е ревизија од Државниот завод за ревизија во јавното предпријатие за државни патишта во однос на финансиските извештаи и усогласеноста, како и ревизија за успешност на капиталните инвестиции за изградба на автопатската делница Кичево-Охрид. Јавното предпријатие за државни патишта преку надзорниот орган ангажира експерт за ФИДИК договори, преку кој треба да се обезбеди анализа на договорот, како и решенија за сите идни чекори на владата за реализација на проектот за изградба на автопатската делница Кичево-Охрид, објави Министерството за транспорт и врски. Ова е потребно од причина што рокот за реализација на овој инфраструктурен проект завршува на 31 декември оваа година, а до тогаш Министерството за транспорт и врски и јавното предпријатие за државни патишта преку владата ќе донесат одлука со најсоодветното решение за дореализација на овој проект. Дополнително информираме дека појавени се 11 нови свлечишта на трасата и поради тоа ќе се ангажираат меѓународни експерти кои ќе дадат предлог проектански решенија и мислење за целокупниот проект, велат од Министерството. Додава дека реализацијата на овој проект е од стратешко значење за Република Македонија. Тој е дел од Коридор 8 како главен европски коридор. Приоритет на владата е завршување на овој проект и во таа насока ќе се преземат сите активности за негова реализација, велат од Министерството за транспорт.
Синоќа околу 19 часот и 30 минути во Савара Охрид приведен е ДТ, 45 годишен од Охрид, кој претходно бил затекнат при извршување кражба во продажен објект лоциран на булеварот Туристичка во Охрид. Продуктите што тој ги присвоил со потврда се одземени и вратени на сопственикот на објектот и по целосно документирање на настанот против сторителот ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера во 10 часот и 38 минути во Савара Охрид пријавено е дека лицето ИХ, 59 годишен од охридското село Лескоец, кој изведувал градежни работи на куќа во охридското село Рамне, паднал и починал. Увид на местото на настанот извршиле полициски екипи, а по наредба на јавен обвинител, телото на починатиот е пренесено во одделот за судска медицина при општата болница во Битола, каде е извршена обдукција. Следуваат вестите од светот. Во пожар во населба со мигранти во јужниот чилеански град Коронел загинале 14 венецуелски државјани, јавува BBC. Меѓу загинатите имало и 8 деца. Тамошните медиуми јавуваат дека загинатите најверојатно се членови на 3 семејства кои живееле во пренатрупани услови во двете куќи уништени во пожарот. Заменик градоначалникот на Коронел соопштил дека не е позната причината за пожарот и дека се уште се истражува, но според првичните информации се претпоставува дека причина било прегревање на шпорет. Пожарите во јужниот дел на Чиле се многу чести поради високите температури кои го зафаќаат овој дел во текот на летото. Се урна спортска сала во гимназија во Кина, втора во последните неколку месеци. Најмалку 3 лица се загинати, најверојатно ученици, а едно лице е потешко повредено. На видеата на социјалните мрежи се гледа како спасувачките екипи копаат низ бетонските урнатини покриени со снег на кошаркарското игралиште за да најдат преживеани. Урнувањето на спортската сала на гимназијата дојде по неколкудневното ладно време и големи количини снег, пренесува BBC. Кинезите изразија гнев на социјалните мрежи споредувајќи ја несреќата со уште едно уривање на гимназија во јули оваа година, во која загинаа 11 лица. Ги повикаа властите да преземат понатамошни активности, вклучително и повеќе инспекции на големите јавни објекти. Инаку државните медиуми во Кина објавија дека се очекуваат нови услови за снежна бура во североисточните делови на Кина и предупредија на замрзнати патишта и паднати далноводи. Во 12 американски сојузни држави денеска се гласа за нови градоначалници, гувернери, државни собранија, судии. Изборите во Охајо, Кентаки и Вирџинија се оценети како најважни. Една од главните теми во кампањата на демократите беше правото за прекин на бременоста. Во Кентаки рестриктивниот закон за абортус е наречен екстремистички, бидејќи прекинувањето на бременоста не е дозволено дури и во случаи на силување и инцест. Избирачите во Охајо ќе гласаат за амандман на државниот устав кој ги штити правата на абортусот, односно секој да носи одлуки за сопствената репродукција, што вклучува абортус, контрацепција и лекување на неплодност. Во државата Вирџинија, доколку победи републиканскиот кандидат, ќе може полесно да ја спроведе забраната за абортус по 15-тата недела со исклучок на силување, инцест и загрозување на животот на мајката, бидејќи доколку републиканците освојат мнозинство во представничкиот дом, тие ќе имаат целосна контрола врз таа држава. Властите на Колумбија се подготвуваат од Карипското море да ги извлечат остатоците од шпанската галија Сан Хозе, потоната пред повеќе од 300 години, која, како што се верува, пренесувала над 200 тони богатство, вклучувајќи злато, сребро и смарагди. Богатството се проценува на околу 16 милиарди фунти. Бродот Сан Хозе се смета за светиот грал во поморската археологија, бидејќи покрај големото богатство има и историско значење и информации за политичката, општествената и економската клима од почетокот на 18-тиот век. Британската кралска морнарица го потопила Сан Хозе на 8 јуни 1708 година и неговата локација остана непозната цели 3 века. И Шпанија и Боливија исто така бараат полагање право на содржината од потонатиот брод. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!